Мозочниот удар е прва причина за инвалидитет на секаде во Европа. Втора најчеста причина за смрт. Лекарите велат дека 80% од мозочните удари можат да се спречат, но затоа најважна е превенцијата. Со цел да се истакне неговата сериозност, да се подигне свеста за превенција и лекување, и нашата земја секоја година се приклучува кон одбележувањето на Светскиот ден за превенција на мозочен удар, 29 октомври. Светската здравствена организација секоја година изнегува со алармантни бројки за покачување, значи имаме еден тренд на покачување на пациентите кои доживуваат мозочен удар, со тоа што алармантен е податокот дека веќе возрастната граница не е над 65 години, не е ексклузива само на возрастни пациенти, туку се почесто и младите луѓе доживуваат мозочен удар. Ако анализираме, веројатно се должи на лошиот стил на живот, на се поголемата стапка на обезитни луѓе, на дебелина, значи, на пушачи и така натаму. Имаме коректибилни ризик фактори на кои што можеме и текако да влијаеме, како што е пушењето, како што е дебелината, како што е сесилниот начин на живот без физичка активност. Сето тоа може да се коригира, со што значајно се намалува ризикот за мозочен удар. Инаку, мозочниот удар најчесто се јавува кај луѓе постари од 65 години кои боледуваат од диабетес мелитус, од шеќерна болест, кои се хипертоничари, имаат нерегулиран крвен притисок, кои што имаат срцеви аритми, нарушување на ритамот на срцето, хиперлепидемии, покачени масноти во крвта и така натаму. Позади имате еден многу убав банер на кој што се опишани типичните симптоми за мозочен удар. Значи гледате, брзо е акроним кој што е составен од и ни упатува на најпрвите и типични симптоми на мозочен удар. Слабост на рака, искривена уста, потешкотија со говорот. Сето тоа треба веднаш да алармира дека се случува мозочен удар и пациентот треба веднаш да се јави на најблискиот доктор. По можност да биде препратен на невролог. И во првите 3 часа исхемичниот мозочен удар се лекува со современа терапија, која што всушност се работи за тромболитична терапија, така ја нарекуваме. Просто кажано, се аплицира терапија која го разрушува тромбот. Македонското здружение за превенција на мозочен удар по повод Светскиот ден на мозочниот удар денес во Тетово организираше бесплатни прегледи за граѓаните и нивна едукација. Акцијата помина во најдобар ред, имавме голем број на посетители, кои што им меревме крвен притисок, шеќер во крвта, им правевме ЕКГ, вредностите се движеа во поголем дел во нормала, имаше и отстапки, направени се специјални шеми по кои што им одредувавме какав им е ризикот од цереброваскуларен инсулт и така да пациентите беа советувани како да постапат понатаму, значи да се обратат најпрво кај матичниот доктор, да ги кажат овие резултати, да ги кажат симптомите што имат, а потоа матичниот доктор да си постапи според протоколите и да ги прати на повисока здравствена заштита, се со цел навремено да се оттргнат овие симптоми и да нема, не де Боже, заболување како што е овој инсулт, како што е сериозно заболување. И советувавме пациентите да хигиено-диететски режим, значи да го променат начинот на исхрана, да редовно да го контролираат крвниот притисок, дали тоа ќе биде со медикамент, најпрво редовно мерење на крвниот притисок, правење на тие дневници, потоа редовно земање на антихипертензивна терапија таму каде што треба. Ако се диабетичари, редовно да се земат терапијата за диабет. Физичката активност е тука многу битна, значи една целокупна рамнотежа на организмот, се со цел да ги намалиме сите овие ризици за токму ова заболување. Вакви акции денес се спроведуваат во повеќе поголеми градови во земјава. Јегуновце вчера беше домаќин на манифестацијата Меѓународни фолклорни средби Мостови 2018 во организација на културно-метничкото друштво Извор од Јегуновце и општина Јегуновце. Присутните гости, освен во настапот на домаќините, имаа можност да уживаат и во традиционалните ора и песни кои ги прикажаа гостите на манифестацијата.
Културно-уметничките друштва Бранко Радичевиќ од Стара Пазова, Каршијака од Скопје и Акиф Јахја од Терце. По неколку годишна пауза, оваа манифестација повторно ги обедини играорците од повеќе градови од Македонија со играорците од соседна Србија. По 5-6 годишен прекин, меѓународниот детски фестивал Мостови, што се држува во Јегуновце, решивме со нашиот ценет кореограф да го обновиме и да биде уште во наредни 100 години. Ќе се потрудиме со помош на општината и градоначалникот Дарко Блажевски и со советот да биде секоја година наредна и што помасовно, што поголеми друштва и така да биде што поексклузивно. Значи голема благодарност до советот и општината на чело со градоначалникот Дарко Блажевски, на нашите ценети домаќини родители што ги згрижија нашиве гости од Србија. Децата гледам дека се осеќаат среќни, весели. Велико ми е задоволство што моје друштво данас постае део исторije наших драгих пријателја, членова културничко друштво Извор из Јегоноваc кои Ми представува задоволство што нашето здружение станува дел од историјата со нашите пријатели Кут Извор од Јегуновце, кои го организираат овој фестивал со многу убав наслов Мостови. Сите знаеме што значи мост, да се спои нешто што е добро, а ова е исклучителна можност да ги споиме културите на народите и да ја покажеме својата традиција. Ова не е наша прва средба со Здруженијето од Јегуновце и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи. Се надевам дека децата кои ќе настапат ќе го продолжат она што ние го започнавме далечната 2007 година. И ова е прилика да размислиме за збратимување со фантастичниот ансамбл од Македонија, како што е Кут Извор од Јегуновце. И ето можда прилike размишљати и обратимљењу sa jednim fantastičnim ансамблом из Македонија као што е Кут Извор из Јегоноваc. Да се изградат мостови долги и преку илјадници километри, преку кои ќе се разменуваат културни вредности и традиции на повеќе народи. Е мотото и на овогодинешното издание на меѓународните фолклорни средби Мостови 2018. Христос се раѓа славете, Христос од небото пречекајте го. Византиското пеење како најстаро црковно пеење повторно се враќа во богослужбите во православните храмови. Музиката која се пее во Бигорскиот манастир и во манастирот во Рајчица, православните верници можат да ја слушнат и во храмовите во Тетовско, во изведба на женскиот младенски хор Менада од Тетово. Има тежненија и стремежи да овој вид на музика се врати во црковното пеење и во богослужбите при Македонската православна црква, бидејќи многу цркви го негуваат, но знаеме дека со поделбата од 1054 година, која се подели на источна и западна црква, во Византија останува овој вид на пеење, значи тоа е акапела пеење кое што е без придружба на инструменти, додека западната музика вметнува и инструменти, оргули и друг инструментариум. И самиот чин, самиот обред на богослужбата е поразновиден, во источната црква е потаинствен, самиот чин, нели, затоа и се затвораат царските двери, со кога се трги завесата, тајнот е и како значен, затоа што тоа не доближува до Бога и
верниците се многу позадоволни и поблиску се чувствуваат до Бога со тој сам чин. Ние негуваме овој вид на музика, тоа е музика која што е специфична, со текот на времето се развива и се карактеристика на источното црковно пеење што има исон или бурно, еден лежеќи тон, но не значи дека е само еден тон, имаме и двоглас и троглас во држачите тонови, така да исполнуваме ние разновидни композиции и овие композиции претежно се од повеќе познати и непознати автори. Би сакал да кажам дека неколку автори го одбележуваат овој период на византијска музика, тоа е Свети Јован Златов, Свети Јован Дамаскин, Свети Јован Кукузел, така да тие во одредени периоди, они се карактеристика на одредени периоди, да во 19. век се појавува дека многу псалтири, пејачи кои што пееле по црквите и на овие балкански простори, има карактеристика на национални црковни школи, преродбеници, така да од втората половина на 19. век се повеќе се развива, но поради разни премрежија кои се чувале на овие простори, византиското пеење на некој начин се отворила, се доведува нов начин на црковно пеење, што не значи дека ова пеење нема своји вредности, се пеело на јазични јазици и карактеристика е што се чувствуваат многу примеси на сиријска музика, египетска, значи од блискиот исток земјите, бидејќи од таму потекнува христијанството, но со тек на времето и секое поднебје дало и свој впечат нова црковно пеење. Женскиот младински хор Менада од Тетово, покрај класичната музика, евергрините и фолклорните обработки, е еден од ретките хорови во Македонија кој веќе со години го негува византиското пеење. Токму поради ова веќе 5-та година поред настапува на фестивал на источно црковно пеење во Струмица. Ние имавме настап на концертот. Потоа утредната имаше една трибина, научна трибина, на која што 6 излагачи зборувавме на оваа тема. Ние како Менада настапивме исто така, јас покрај тоа што имам своје излагање на оваа тема. Јас зборував во смисол на тоа на црковното пеење како инспирација на композиторите во денешно време да пишуваат таков вид на музика. Тоа беше илустрирано и со настап на хорот Менада, значи од еден композитор Стојан Бабеков, руски, бугарски композитор. Исполнивме 3 композиции, кои што едната посветена на хорот Гусла, едната на Менада, едната така на патриархот Евтими и се разбира, тоа не беше и задоволство што можевме лично да презентираме и да кажеме стремежите и во овој 21 век во кој правец се движат, сепак корените не треба да бидат заборавени. Бидејќи Министерството за култура практикува нов културен бранд, ние искористивме оваа можност да на 13 имаме и свој концерт, самостоен вечерта во Струмица. Поводот беше и 1000 години од одбележување на возобновување Македонската православна црква, Охридска архиепископија, така да и во оваа пригода имавме свој самостоен концерт кој што беше мощно, убаво прифатен од публиката и ние со задоволство патуваме во Струмица често пати, затоа што навистина градот е гостопримлив, а и публиката негува ваков вид на музика. Утредната бевме на богослужба во неделата во Водоча, потоа го искористивме во патување во Струмица да во неделата одиме и во Берова, посетиме тамо 2 манастири, така да заокруживме еден убав викенд целодневен, го направивме во духот на православието и девојките се надевам дека беа задоволни од ова, така да тие се идни мајки, родители и тоа искуство ќе го пренесат на своите чеда. Љубителите на хорското пеење ќе имаат можност да уживаат во настапот на женскиот младински хор Менада од Тетово по повод роденденот на диригентот маестро доктор Ивица Зорич. Концертот наречен Мојот пат ќе се одржи во Центарот за култура Илјоантевски смок во Тетово на 9 ноември. Денес имавме сончево и релативно топло време.
Дуваше умерен југоисточен ветер. Утренската температура се движеше од 6 до 10 степени, а дневната од 16 до 22 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 7 до 12 степени, а дневната од 16 до 22 степени.